Спортски поздрав од Тетово, почитувани гледачи, во пресрета на преварот меѓу Илирија и Штеп УГД. Тоа решавачки надпревар за пласман во втората фаза 1, елитна во која што шесте најдобри екипи по есенскиот сегмент во првата македонска одбојкарска лига ќе ги продолжат надпреварите за првите 4 позиции, односно за учество во разигрувањето за титулата. Двата состава досега забележаа по 5 победи, така што нема премногу математика, оној што ќе триумфира на овој меч, ќе им се придружи на Струмица, на Шкендија, на Борец, на Универзитет во Тетово и на Вардар во наредниот надпреварувачки сегмент во сини дресови. Одбекарите на Ванче Санев од Штип, Александар Стојчев, Филип Пуздерлиски, Ѓорги Крстовски, Стефан Санев, Стефан Алексов, Кире Глаев, Михајло Мирашчиев, Кристијан Марков, Трајче Барбареев, Дарко Тошич, Реджеп Мустафов, Кристијан Ристовски, Максим Георгиевски и Давид Киров играат на овој надпревар за Штип УГД. За Илирија Семир Ферати, Давид Сотировски, Методија Басарски, Асим Ферати, Јован Шапе, Беким Ајредини, Мускет Ферати, потоа уште еден одбојкар со презиме Ферати, Вулнет, Драган Чонане, Арбен Дуниша, Амир Абди и Стоте Најдовски. Ево го првиот поен на преварот за екипата на Илирија преку напад на Шапе, што значи дека останува Давид Сотировски на сервис за домашниот тим. Прими Санев, тоа ми средина успешна акција на Марков. Тоа е средниот блокер на Штип УГД. Тошич е техничар, Кристијан Ристовски на коректорска позиција, Стефан Алексов е исто така на предна линија, Санев е во тимот и со број 20 како либеро Максим Георгиевски. Еве го Тошич на сервис. Ова е топка во аут. Не успеа техничарот на Штип УГД. Тошич не беше најсигурен приемот, затоа и тешка позиција за напад на Кристијан Ристовски. Но уште една шанса за Штипјани, одлични во блокот Шапе и Дуниша. Прв поен од овој елемент на преварот за Арбен Дуниша. Прими Ристовски уште еднаш. Убава акција, завршница на Стефан Алексов. Примачот на Штип УГД. Сервис на Ристовски. Сотировски. Акција повторно со Шапе, пласирана топка, меѓутоа успеа да мине Јован Шапе, втор поен за него, втор од напад за екипата на Илирија за предност 4-2. Арбен Дуниша. Непријатен сервис, што не успеа да го запре либерото Георгиевски. Ова е прв ас. И останува на сервис искусниот среден блокер на Илирија, Арбен Дуниша. Прими Ристовски, Алексов во напад, меѓутоа во блокот уште еднаш, овој пат успешен Методија Басарски. Втор блок за екипата на Илирија. Веќе сериозна предност, 6-2. Тошич. Ја турнала топка во зона 4 за Стефан Санев. Успешна акција. За сега само од напад
ја освојува поените составот на Штип Угада. Лирија е поразновидна, има и акции, има и блокови, а пред малку јасна Дуниша. Сервираше Марков, пали средина. Поен повторно за Басарски. 7-3. Подобро го отвори на преворот Лирија, а останува на Штипјани да се соземат. Се уште е рано. Ја сервира Шапе. Тошич. Запрен Крстевски на средина на мрежа, па Ристевски, меѓутоа Нане успеа да ја прибере, да ја одбрани таа топка. Може и вака, со нога, префрли Шапе, пак битка на мрежа. Ова е лесен поен за Лирија. За Басарски, ако мислам дека судијата Христов покажа премин, се едно, резултатот е 8-3. Повторно сервира Нане, односно Шапе. Сотировски ја префрли оваа топка, не можеше и нешто повеќе. И сега диагонал успешен напад Алексов. Освои 2 поена до сега Стефан Алексов. Ево го на сервис. Прими Нане. Сотировски уште еднаш за Шапе. Се бора Штипрани да ја префрлат оваа топка и го сторија тоа. Дада уште една шанса, меѓутоа од блок Басарски аут. 4ти поен за Методија Басарски. Сервираше Нане, лош прием на Штипјани. Тешко со оваков прием, се разбира. Да направат нешто одбркарите на Ванче Санев, го знае тој тоа и бара тайм-аут на 10-4. Се чини дека и нема поинакво решение. Четири поени за Басарски до сега, тој е најефикасен на надпреварот, 1 блок и 3 од напад. 2 поена од акција за Шапе, 2 за Дуниша, 1 блок и 1 ас. И 1 поен од напад за Драган Чонане. Во составот на Штип Угада, 2 поен Алексов, по 1 за Санев и за Марков. За сега премалку голем затоа што противникот е поразновиден, има 2 блока, 1 нас. И за сега ниту една грешка на одбркарите на Лирија направија една играчите на Санев. Први Кристијан Ристевски, па е во коректорска позиција напаѓа Стефан Алексов. По прсти на противникот, 3 поен. Исто е значајно за Штип Угада. Освен поен по тајм-аутот на Санев, подобра концентрација, подобар прием. Сервис на Стефан Санев. Прими Нане. Односно Нане напаѓаше, прими со број 10 Асим Ферати. Сега грешка на Лирија. Прва подарена топка од домашната екипа на овој надпревар. 10-6. 2 поена поред за Штип Угада по тајм-аутот на Санев. Сервира неговиот син Стефан Санев.
Прими уште еднаш Асим Ферати. Продолжува играта само за момент, а потоа реагираше Стојанче Јовчевски, помошникот, односно вториот судија. На овој надпревар ја прифати сугестијата главниот арбитар Јосип Христев. (11:6). Кристијан Ристевски на прием, па Тошич. Ристевски завршува. За него прв поен, главно сега топли одат кај Стефан Алексов. А Кристијан Ристевски има задача да го прима сервисот. Марков, Тошич, Кристијан Ристевски на предна линија за Штип Угеда. Потребна е добра одбрана, не успева Дулниша. За сега одличен ефект на средните блокери на Лирија. Басарски 4, Дуниша 3 поени, со тоа што Арбен Дуниша има 1-7 блоки, ова беше прв поен од акција. На сервис техничарот на Лирија Сотировски. Неговиот колега од спротивната страна успеа да ја заврши ова акција. Изедначено според поените од напад на едната и на другата страна. Разликата ја прават блоковите и асовите. И една грешка повеќе за Штип. Во досегашниот текот на преора. Сега 2+. Ова веќе трета сервис грешка за одбојкарите во сини дресови. А втора за Тошич. Прием на Ристевски, Тошич ја побара Кристијан Ристевски оваа топка. Единечен блок со број 10, Асим Ферати во редовите на Лирија. Лесен поен за Кристијан Ристевски. Ја стабилизираше играта составот на Штип Угеда од тајмаутот на Ванче Санев. Еве го Шапе, успева. Трет поен за Јован Шапе. 14-9. Дојдува на -4 од векарите на Штип Угеда, меѓутоа Лирија се е на безбедна позитива, вика сме во втората половина од сетот. Дуниша во мрежа. Прва сервис грешка за Лирија на овој надпревар. Само втор подарен поен. Кристијан Марков. Непријатен сервис, успеа да прими Нане, па потоа Шапе по паралела, не удри оваа топка во кровната конструкција, па потоа грешка на Стефан Санев. Ова е прва грешка од игра за Штип Угеда. Сервис Јован Шапе. Приме Кристијан Ристевски. Сега и ќе завршува. Ја скрати таа топка, добра беше идејата, меѓутоа се одбрани играчите на Лирија, сега по блокот на противникот Асим Ферати. Не оде главно во напад топките за него, меѓутоа да придонеси во нападот покрај тоа што има задача да го прима противничкиот сервис. Ферат. Сега Шапе во мрежа. Не грешеа многу едните и другите на почетокот на мечот, но еве како се разби во овој сет. Се повеќе се подаруваат поените. 4 грешки за Штип, 3 за Лирија. Асим Ферати.
Па Сотировски, уште една за Фаратис, блокот на Крстевски. Недостасуваат вакви поени кај Штип Угеда, прв кој што не е од елемент напад или пак грешка на противникот. И ка се добива Стефан Алексов, тоа би значило дека може да бидат нападнати овие 4 позитива на Лирија. Шапе, значено за Штип Угеда и да се брани од неговите напади. Сотировски, Басарски, атрактивно, убаво. Напад и средина, добро решение за Сотировски, ова Алма ја реализираше Басарски, негов петти поен. 17-12. Тошич. Запрене Санев, Сотировски за Нане, ова е непрецизно. Втора грешка од игра за Лирија. 17-13. Сотировски. Драганчо Нане. Добра реакција уште еднаш на Крстевски. Со два вакви поема го враќа Штип Угеда во надеж дека може да направи нешто на крајот на овој сет, односно да ја оспори високата предност на Лирија. Време може би Ферати да бара тајм-аут затоа што сега и приемот не е на највисоко ниво. Ајде уште една контра, Тошич, Корпоен за Тошич. 17-15. А беше 10-4. Сега тајм-аут за Ферати. За да ја прекине серијата на противникот кој што дојде на само 2 разлика. Тука некаде се и натаму поените од напад. 10 за Лирија, 9 за Штип. По 2 блока, 1 ас за домашниот состав, кој што подари 4 поени, исто така 4 поени подари Штип, што значи дека разликата од 2 е поради 1 поен плюс за Лирија од акција и асот на Арбен Дундиша. Сервис на Стефан Санев. Не успеала акција на Басарски, па до Кристијан Ристевски зад глава, една тешка топка. Сега Драган Чонан, искусно убаво од блокот на Тошич за 18-15. Втор поен за Нане. По концентрација уште еднаш кај Штип Угеда, Максим Георгиевски не успеа да го скроти овој сервис на Басарски, кој што доаѓа до 6 поени и овие 2 аса што ги направи Лирија до сега во натпреварот може да значат многу. Ево Кристијан Ристевски. Добра топка за него за трет поен. Нула серија за тимот на Акит Ферати по неговиот тајм-аут. За разлика од 3 поени. Ова оди надвор. Веќе четврта серија грешка за играчите на Штип Угеда. Што е многу ако се знае како сервираат. Тошич, главни средина акција за Штип Угеда, имало допирна мрежа, вели судијата Стојан Чилчевски.
20-17. Завршница на сетот кој што главно беше на страна на Лирија, не, главното го целосно до на првично одлекување, 6-2. Сега Георгиевски успеа да се одбрани, ја затвори паралелата зад блокот. Успешен Шапе. За него четврти поен игра многу искусно. Шапе, па тоа може да се каже и за Нане. Ова е возрастна екипа на Лирија со исклучок на техничарот Сотировски на либерото Семир Ферат. Сервираше Нане. Заврши Алексов. Меѓутоа оваа игра поен на едната, па поен на другата страна и одговора на Лирија од аспект на резултатот. Потребни се контрапоени за Штип Угеда. Успешен Шапе. Не дозволува изненадување. Еве кога најмногу треба реализира два пати поред. Овој пат од негова позиција на четврти метар. Арбен Дениша. Тошич за Алексов. Успеа. Крај двојниот блок. Ферат и Басарски не успеа да го запрат Стефан Алексов. Коректорот на Штип Угеда. И за него, како и за Јован Шапе, поен број 5. 22-19. Алексов, прием со прсти на Нане. И Шапе, еве блок за Алексов. Негов шести поен, трет блок за тимот на Штип Угеда. Претходните два беа за Ѓорѓи Крстевски. Повторно два разлика, како што беше на тајмаутот на Ферати. Со тоа што сега е 22-20. Сотировски и ова е техничарот на Лирија. Четврта грешка од игра за домашниот состав. Добра одлука на судијата Јосип Христов. Му беше јасно и на Сотировски. Сега е несигурност во домашните редови, меѓутоа Асим Ферати успеа да освои исклучително значаен поен и тоа не од идеална позиција. Иако се знае дека е ова поен за 23-21, може би најзначајниот во овој прв сет до сега. Јован Шапе на ротација на сервис, што е добро за Лирија. Тошич и Стефан Сарев. Негов втор поен. Успешна акција, 23-22 и ке сервира Алексов, ќе видиме дали ќе се обиде да нападне, да оди на ас, што му е потребно на составот на Санев. Тргнува Алексов, го бараше Ферати, па сега Басарски, очука Штип Угеда и е изравнување, 23-23. Како да го подзаборави вториот тајмаут Акик Ферати, направена е замена, Сотировски е повлечен од игра, на негово место влегува Соте Најдовски, вториот повозрастниот техничар. Тошич ја префрли оваа топка, па Басарски успешен. И 24-23, еве прва сет топка. Ова решение на
Методија Басарски. Ферати на Кристијан Ристевски, па Тошич. Санев блок на Басарски, за сега најкорисниот играч на надпреварот. 25-23 во првиот сет за екипата на Лирија во овој решавачки надпревар за место во втората фаза 1 на пролет во македонскиот одбојкарски машки шампионат. Индивидуално за сега сите аплаузи се за Методија Басарски, за средниот блокер на Лирија освои 8 поени, од кои што 5 од напад, 2 блока и 1 сервис. 5 поени има Шапе, сите од акција, по 2 од напад за Асим Ферати и за Драган Чонане и 3 има Арбен Дуниша, по 1 во секој елемент. Кај Штип УГД, Стефан Алексов 6 поени, 5 од напад и 1 блок. 3 поени има Тошич, 1 блок и 2 поена од напад, 3 од акција за Кристијан Ристевски, 2 од напад за Санев и 1 за Кристијан Марков. Гледано тимски во колективната статистика, блиски се бројките, 14 поени од напад за Лирија, 13 за тимот на Штип УГД. Штипјан има повеќе блокови, 5 наспроти 2 на Лирија, меѓутоа Лирија има 2 аса, а Штип УГД не освои ништо 1. Напротив, Штип УГД имаше 4 сервис грешки, од вкупно 5 подарени поени, додека пак 6 грешки направи Лирија, 4 од игра и 2 пати од сервис. Лирија имаше контрола од 6-2 на 10-4, едноставно Штипјани постојано го бркаа резултатот, дојдоа на 23-23, но не успеа да направат целосен пресврт. Одиме со вториот сет од надпреварот. Ке сервира техничарот на Штип УГД Дарко Тошич. Прием на Семир Ферати, лидерот на Лирија, потоа напад за Драган Чонане. За него поен број 3. Тошич за Алексов. Тешка топка, меѓутоа успеа да ја спушти. 1-1. За Алексов ова е 7-ми поен. Кристијан Ристевски, Семир Ферати на прием, па на неова нема да биде позиција за напад за Шапе. Подобра позиција за Стефан Санев, меѓутоа завршница во аут. Ова е само втора грешка од игра на Штип УГД, тој дел статистиката ќе му се допадне на тренерот Ванче Санев. Контрна грешка. Сега во аут Алексов. 2 пати завршница од зона 2. Надвор од теренот за 3-1. Предност за Лирија. Тошич. Сега многу поквалитетно. Трет поен за Санев.
Сервира Кристијан Марков. Шапе ја заврши акцијата, повторно комуникација на Јовчевски и на Христов, поенот треба да е за Лидија. Шести за Шапе. На сервис Давид Сотировски. Не, сепак Шапе сервира. Тошич. Топка за Алексов, меѓутоа Шапе се одбрани за момент. Сега и тој оди во напад Тошич, па Кристијан Рисовски. Треба за Санев, ова е двојна топка. Пет-2. Сличен почеток и на овој сет со предности за екипата на Лирија во рана фаза. Не, јас најдиректно меѓу ќе го броиме, затоа што ова е поен за Шапе, број 7, трет ас во редовите на Лирија, што се уште нема. А сега нема и добар прием. И како и во првиот сет, идентичен резултат 6-2. А и натаму на сервис Шапе. Сега сам се изротира, негова втора сервис грешка. Стефан Алексов прими Ферати, па префрли Соте Најдовски, кој што откако го замени Сотировски остана и на почетокот на овој сет да ја организира играта на Лирија. Сега Басарски, тешка позиција за Нане, еве шанса за Санев, меѓутоа не може да мине. Одличен е Методија Басарски, новој надпревар, 9-ти поен. За него трет блок. Сите практично за Лирија ги направи тој. И еден Дениша. И повторно Санев бара тајмаут на 8-3. Затоа што противникот го отвори овој сет како претходниот, а веќе го доби првиот со 25-23, потешко од она што најави воведот. 6-2 во првиот и 8-3 во вториот сет од надпреварот. Лирија штипуга 25-23 во првиот и добар сет за сега за Лирија и во продолжувањето. На сервис Асим Ферати. Тошич и средина убава акција Крстевски. Оваква акција може да биде организирана само кога приемот ќе биде добар, размишljani во тој елемент и во првиот сет, па и на почетокот на вториот беа штипјани. Сервира Санев. Прием на Ферати. Уште еднаш акција на Најдовски зад глава, меѓутоа поемот е за Басарски. Тој е првиот двоцифрен играч на преварот. Санев.
Па е го Алексов. 8 поен, втор во овој сет. Пак по тајмаутот на Санев Штипјани ја стабилизираат играта, меѓутоа разликата од 4 до 5 поени се уште стои. Крстовски. Прими Самир Ферати. Тоа е успешен напад преку Нане. Акција Најдовски Нане. Четврти поен за, односно петти поен за коректорот за примачот на Лирија. Кристијан Ристовски преблиску до мрежа, прочита Јован Шапе. Еве блоки за него. 8 поен. Петти пат на овој надпревар од овој елемент. Лирија освојува поен и доаѓа до високи 11-6. Ова е ваут. Четврта сервис грешка за Лирија, втора во овој сет. Прва за Најдовски. Еве аз за Штип убеда што ги враќа надежите дека и овој сет може да биде тесен резултатски како претходниот. Ова е прв фаз на надпреварот за Штип убеда. Уште еднаш Тошич. Сега за трета сервис грешка, откако претходно го освои четвртиот поен. Тошич за Кристијан Ристовски. Најдовски успеа да се снајде, да се одбрани, да сега префрла, успешен. Имаше добра контрола. Соте Најдовски забележа дека извлечени напред се одбојкарите на Штип убеда, ја префрли таа топка на 9 метар. Пошто на сервис оди Драган Чонан. До сега 5 поени за него, сите од напад. Нане го напаѓаше Кристијан Ристовски, меѓутоа добар прием сега. Убава паралела. Четврти поен за Кристијан Ристовски. Потребен е брейк за Штип убеда. Ова беше добар сервис на Кристијан Ристовски, меѓутоа и добар прием на екипата на Лирија, пошто доаѓа грешка во игра кај штипскиот состав. Ова е веќе 10-ти подарен поен во надпреварот од Штип убеда, по 5 грешки од игра и од сервис. 14-8 води Лирија. Тошич. Убаво Санев. Прецизна топка. Длабоко во противничкото поле. За него четврти поен. А втор во овој сет. Прими Јасин Ферати. Ли средина Басарски со Соте Најдовски има двојна игра, коректно признава Најдовски. Ова е прва грешка од игра за Лирија во вториот сет, вкупно 5-та во мечот.
Асим Ферати уште еднаш на прием, Шапе не е најидеална позиција, но ја сврте раката Јован Шапе и успеа да погоди со удрес од место. Кога приемот е лош во одбојка, обично тешко може да се направи нешто повеќе. Лесен поен на Басарски, 16-10. Ја одржува составот на Лирија ова предност од 6 поени, минуваат поените, се ближи надпреварот, односно овој сет кон завршна етапа. Успеа сега да мине Алексов, 1-1 против Асим Ферати. 9 поен Алексов. Трет во овој сет. Немаше допир од блокот, оваа топка оди во аут, непрецизен беше Ферати. Втора грешка од игра за Лирија. Имала надеж за Штип УГД, 16-12. 2 поена поред. Еве шанса за уште една контра, меѓутоа Кристијан Ристовски не успеа од втора линија. Ова беше обид за лајп акција, но Ристовски ја погоди мрежата. Тошич за Санев. Вариација. Го прими сервис од Стефан Санев. Се извлече во својата зона 4. Без одбрана. Сервира Санев. За Семир Ферати не беше ова пријатна топка. Се одбрани сега Алексов. Па еве до Кристијан Ристовски, тука е Шапе. Сега и ќе завршува, меѓутоа мислам дека има премин, да, ова е поен за Штип УГД. Згази на линијата Јован Шапе и го забележаа тоа судиите. – 17-14. Преполовена е разликата од 16-10, серија 4-1 за Штип УГД. Акик Ферати натаму не се решава да бара тайм-аут. Уште една подарена топка. Христоф досуди двојна топка. За честија грешките кај екипата на Лирија и Ферати сега бара тайм-аут на 17-15, откако противникот направи серија од 5-1. Интересно, неколку бројки се поклопуваат во овој втор сет. Резултатски 6-2, 8-3 и еве тайм-аут на 17-15 за Ферати, како што беше и во воведот од овој надпревар. Оваа серија на Штип УГД е меѓу другото затоа што 4 грешки во краток временски интервал направи одбојкарите на Лирија. Стефан Санев. Прими Ферати, поен го Драган Чернонов. Поен број 6. Ова е добар сет за него, подобар од колку претходниот. И што е значено, освоен е поен релативно лесно, со добар прием со
Убава акција од зона 4 со скратена диагонала, што се вели школски. Шапе, се одбрани Санев, па Тошич, треба за Алексов. Тука е Шапе. И сега нова грешка. 16 поен за Штип Угеда. Разлика од 2, 18-16. Ова е една од ретките грешки на Јован Шапе, меѓутоа гледате и таа доаѓа во овој период кога Лирија подарува поен. Ферати не беше несигурен прием, затоа контра тргнува Санев. Ако не мина претходно Тошич со пајп на Кристијан Ристовски, еве сега 6 поен за Стефан Санев. И тој како и Нане игра подобро во вториот сет отколку претходно. Сервираше Крстевски. Па Слотен Најдовски за Нане. Еве повторно контра. Кристијан Ристовски. Изравнување 18-18. втори нападачки поен на Штип Угеда. Лирија исто така има 22, меѓутоа сега се променија бројките кога се во прашање грешките. Шемир Ферати ја пропушти оваа топка. Нане само префрлуваше, па Тошич испеа зад глава во аут. Направи еден ваков поен во првиот сет и сега беше идејата добра, меѓутоа сгреши. Шеста грешка од игра за Штип во овој сет. Пет има составот на Лирија. На единачен блок обично минува без проблем. За него 6 поен. Ке сервира Тошич. Најдовски. Нане не успеа во првиот обид, сега Шапе во овој поен за Лирија. И тој доаѓа до две цифри, поен број 10. 11 има Методија Басарски. Тошич. За Кристијан Ристовски. Сега успеа од двојка. За него 7 поен. 20-20. Овој рамноправен сет, се сеќавате, може би во претходниот беше 23-23. Лирија освои 2 поена, пропуштија домаќините повторно. Убава разлика во овој сет од 6 поена. Санев мора да префрва. Најдовски. Убаво решение, поен за Асим Ферати. За примачот на Лирија, ова е трет поен во мечот, а прв во вториот сет, меѓутоа во значаен момент. Тошич крена за Ристовски, но прочита одбојкарите на Лирија. Шести блок за составот на Акик Ферати. Тошич. Ovo. Стефан Алексов. За него 10 поен. Тој е првиот двоцифрен, тој Штип Угеда.
А трет на надпреварот има замена сега од Ванче Санев. Во игра ќе влезе Кристијан Марков за да го изведе овој сервис. Претходно Михајло Мирашиев се најде на теренот. Во мрежа Марков. Шеста сервис грешка на Штип на овој надпревар. Втора во овој сет. А прва за Марков. Пак плюс 2 за Лирија. Пред сервис на Јован Шапе. Непријатна невица има Шапе. Не успеа да скроти Кристијан Ристовски, потоа поен за Асим Ферати. 24-21. 3 сет топки за екипата на Лирија. Тајмаут за Ванче Санев, иако прашање што може да направи оваква ситуација, кога противникот има 24-21 и е на прагот на предностојот 2-0 во овој надпревар, кој што решава за шестиот патник во втората фаза 1. Последно коло, последна рунда во македонскиот одбојкарски шампионат, следува вообичаената пауза од 2 месеца, пошто ќе продолжи сезоната на средина на февруари. Уште еднаш Јован Шапе решене да го заврши сетот на оваа ротација. И успеа. Тоа со ас. За него 11-ти поен, четврти ас на средбата, 25-21. Од 21-21 серија 4 поени за Лирија, меѓу другото затоа што расположен за игра Јован Шапе и името од Джеровјане има позитива од 2-0. Најефикасен е Басарски со 12 поени, 4 освои во вториот сет, 2 блока и 2 од напад. Шапи има 11 поени. Во оваа фаза 6 имаше 2 аса, 1 блок и 3 поени од напад. Во акциите на повисоко ниво во однос на првиот сет беше Драган Чонане, има 6 поени вкупно, 4 во овој сет. Дуниша остана на 3 од претходниот, Асим Ферати има 4 поени рамномерно распределени во двата сета, сите се од напад и Најдовски 1 поен. Тој Штип Угада кој постојано бркаше резултати во вториот сет од негатива 6-2, 8-3, 11-5, на крај стигна до 21-21, во минатиот сет 23-23, но на два пати не успеа да ја заврши до крај работата. Стефан Алексов има 10 поени, 4 од напад во овој сет, 7 поени за Кристијан Ристовски, сите од напад, 4 во оваа фаза, 6 за Санев, 4 поени од напад во вториот сет од надпреварот, 4 поени вкупно има Тошич, 1 ас во продолжувањето, Крстевски има 3 поени, освои 1 од напад, тоа е индивидуалниот ефект, во колективниот двете екипи имаат подеднаков број поени од напад, по 25. 6 блока за Лирија, а 5 за Штип, со тоа што Лирија имаше 4 блока во вториот сет, а Штип ниту 1. 2 аса во вториот сет, од вкупно 4 за Лирија, Штип има само 1 ас. Лирија грешеше повеќе, 9 подарени поени вкупно од игра, 4 во првиот и 5 во вториот сет, 7 грешки од игра има Штип, 1 во воведот и 6 во вториот сет. Грешки од игра 4 за Лирија, 6 за екипата на Штип, по 2 за двете екипи во вториот сет од надпреварот. 2-0 за Лирија.
која што се доближува до втората фаза 1, односно до шестата првенствена победа во оваа сезона. Струмице, која има максимален биланс, потоа Шкендија, Борец и Универзитет во Тетово, како и Вардар, кој направи 7 победи поред по почетните 4 порези, веќе се дел од втората фаза 1. Стоте Најдовски останува во игра кај екипата на Лирија. Еве го техничарот на Лирија, сега го вработува Драган Чонане. Па за глава за Шапе, убава пласирана топка, 12 поен за Шапе. Уште еднаш Најдовски во скрати сервисот направи големи проблеми на приемот на Штип Угеда. Втор поен за Соте Најдовски. 5 јас во редовите на Лирија, еден има само Штип. Санев. Сега Најдовски успеа со нога да ја скроти таа топка, па битка на мрежа со шанса за контра. Шапе успешно 3-0. Ево сет не е како претходните во кој што беше 6-2 и 8-3 за Лирија. Може би ќе дојдеме повторно за тој резултат, тој би било раритет, но на 2-0 вакво лошо отворење на сетот е нешто што Штипјани не смеја да си го дозволат. По оваа серија Соте Најдовски отсервира во аут. Тоа е петта сервис грешка за Лирија. Една повеќе има Штип Угеда. Тошич на сервис. Пак битка на мрежа, успеа Дуниша. За него четврти поен. Се уште нема освоено поен Штип Угеда преку акција. Ајде сега грешка на Алексов за 5-1. И тајм-аут за Ванче Санев. Ако постои оптимизам кај Штип Угеда, тој може да се базира на фактот што во претходните два сета противникот постојано имаше предност. Од почетока Штипјани успеваа да стигнат на 23-23 во првиот, на 21-21 во вториот сет. Шапе во блокот на Мираш Чиев. Ова беше контра за Лирија да дојде до уште поубедлива разлика, но по подолго време прават блок играчите на Штип Угеда. 6 на треорот, претходните 5 беа во првиот сет. Сега Кристијан Ристовски. Да крене едноставно самодовербата на својата екипа, само вторас за Штип Угеда. Предходниот беше за Тошич во вториот сет. Едноставно мора да форсира, мора да напаѓа. Кристијан Ристовски, неговите сервиси се адут за пресврт, за контрапоени. 6-3. Лоша на прием, тешка е позицијата за Алексов, меѓутоа успеа. Најпрво и Тошиш да стигне да крене со чекана оваа топка за 11 поен на Стефан Алексов.
6-4. Штипјани повторно ја стабилизира играта, но не може да го стабилизира се уште сервисот. Сега Мирашчиев во аут. 8 сервис грешка. Ага, плюс 3. На сервис ротација доаѓа Јован Шапе. Има непријатен сервис. Еве со проблеми за Давид Киро на прием, но успеа Стефан Санев да ја заврши ова акција. Него 7 поен. Акција за Басарски, меѓутоа неуспешно. Ова е прва грешка од игра во третиот сет за Лирија. 7-6 се врати составот на Штип УГД по оние непријатни 5-1 и контра за 6-1 на екипата на Лирија. Едено Шапе, диагонала, Кристијан Ристевски успеа да се одбрани, сега и тргнува во напад да заврши, непрецизен. Плюс 2 за Лирија. Кристијан Ристевски, па Тошич, низ средина Крстевски, продолжува играта. Тошич, сега во зона 4 за Стефан Санев. Поен број 8. 28 нападачки за Штип. Лирија има исто така 28. Стефан Санев 8. Сите од овој елемент. И сега оди на сервис со надеж дека може да отсервира ас за изравнување. Најдовски за Нане. Христес најде Нане. Побара висока топка од Најдовски, повисока. Седми поен за Драган Чонан. Санев, Тошич, низ средина, успешен е Крстевски. Попродуктивни се центрите на Лирија на овој надпревар, неспоредливо. Басарски 12, Дуниша 3 поени, Крстевски има 4, Марков 1, кај Штип и Мирашчиев исто така 1. Се израдува на овој поен. Имаше претходно еден блок, ова е прв поен од акција за младиот Михајло Мирашчиев. Роден е во септември 2003. Има 18 години, 202 сантиметри е висок Михајло Мирашчиев. Еден од одбојкарите кои што треба да се форсира во иднина. 8 поен за Драган Чонане. Игра стандардно. Тошич, уште еднаш Мирашчиев. На добар прием, тешко е да се запре. Велам, млад е, брз, висок, така што ова беше добра одлука повторно на Тошич да го искористи неговото присуство на мрежа. Сега е добра правата линија на Штип, меѓутоа Кристијан Ристевски погоди мрежа. 10-та сервис грешка за Штип УГД. Двојно помалку има Лирија. 12-10 пред сервисот на Дуниша, што лидерото
Георгиевски му успеа да го скроти најдобро, а Кристијан Ристовски потоа подари поен, ова е двојна топка. Еве и 10-тата грешка од игра за Стип Угеда. 13-10. Контрапоен на сервис на Дуниша. Тошич, Алексов, скокна одлично, меѓутоа Басарски прочита. Ова може да биде исклучително значаен поен. 14-10. 13 поен има Методија Басарски. Седми блок за Лирија на натпреварот. Тошич, Алексов, преку прсти на блокот на Ферати и на Басарски. Поен број 12 за Алексов. Се намалуваат опциите на Стип Угеда. Грешките веќе не се дозволиви, ако Штипјани сакаат да направат пресврт. Шапе успеа да го заврши овој поен. Негов трет во третиот сет, а вкупно 14. И ке сервира Шапе. Оваа ротација може да биде убиствена за амбициите на Штип Угеда да игра во втората фаза 1. Меѓутоа, изротираме Шапе брзо со поенот број 9 на Стефан Санев. Два поена помалку од напад има Лирија, меѓутоа, еден блок повеќе, 3 јаса повеќе и 5 сервис грешки помалку. Сега и 6. Никако Штип Угеда да влезе во ритам, во константна игра во овој надпревар и затоа е резултатот ваков. 2-0 за Лирија. Неуспе акција низ средина на терен, па префрлува Шапе, Тошич, тргна Санев. Уште еднаш Лирија успеа да се одбрани, Шапе повторно префрлува, но се намачи Алексов да стигне. И отвоја ова поен за Лирија. Ке бара Ванчо Санев тајмаут повторно затоа што противникот оди на голема разлика, а и Стефан Санев изреагира сега. Христов мислам дека ќе го истолерира и дека нема да има картон за примачот на Штип Угеда. Единаесет сервис грешки наспроти 5. 11 наспроти 10 грешки од игра. Што значи дека 7 поени повеќе подари Штип во однос на Лирија, а не можеше тоа да го компензира со нападот, кој што е подобар и освои 2 поена плюс во однос на ривалот, затоа што Лирија има еден блок повеќе, 7-6 е билансот и 3 поени од ас, односно од сервис, 5-2. 17-12 црвен картон добива Стефан Санев. Не можеше да му прости судијата Христов, така што ќе биде дополнителен поен за екипата на Лирија. Ванчо Санев веќе нема тајмаут, така што неговите играчи треба да направат чудо, барем така изгледа, да дојдат по пресмрт на овој натпревар, а никако не одиде го 19-тиот поен, повлечен од игра е Санев, на негово место Кире Глаев со број 9.
од Алексов. Имаше добар залет, меѓутоа ја заврши работата блокот на Лидија пред се Басарски. Ова би уште еднаш Басарски против Алексов. Ова е 15-ти поен за Басарски. 20-12, завршена е работата, едноставно Штипјани не може да направат ништо повеќе. Лидија има позитива 2-0 во сетови, 25-23, 25-21, а во овој трети сет веќе 20-12, така што работите се јасни. Најдовски, сега и тој успеа да освои поен, за него Треп. Повече ќе биде Басарски од игра, ќе влезе со број 13 Муснет Ферати. Басарски едноставно ја заврши работата, предноста е преголема, па или да добие шанса едноставно и Муснет Ферати да одигра некој поен на овој мач. Во мрежа Крстевски не исто, уште една грешка. 22-12. Заглавија новие 12 поени одбојкарите на Штип Угеда, беше 14-10 резултатот, од тој момент серија 8-2. Тошич за Алексов се успеа да мине против Нане. 13 поен за Алексов. Тошич. Запрена играта, поен за Лидија. И Вулнет Ферати ке игра со број 14 на местото на Драган Чонане. Така што сега во игра се тројца одбојкари со презиме Ферати. Асим, кој што игра постојано, Вулнет ке влезе сега и од пред некој поен Муснет Ферати. Комуникација на вториот судија Стојанче Јовчевски со играчите на Штип околу линијата на терен. Но јасна е работата на овој надпревар одамна. Ако претходните два сета беа резултатски на крајот тесни, а Лидија постојано имаше разлика, едноставно сега Штипјани тешко може да направат нешто. Иако го освои овој поен Алексов. За него 14 поени, а 4 во третиот сет. Ја сервира Ѓорги Крстевски. Сега го успеа да мине и Вулнет Ферати. Дваесет 4-14, 10 сет и меч топки за пласман во втората фаза 1 за Лидија. Неуспешен Најдовски. Шеста сервис грешка за Лидија. Поедниот е сервиси на другиот техничар, тргнува Тошич во мрежа за крај на надпреварот 25-15.
и Лирија кој биде меѓу 6 најдобри екипи во македонскиот одбојкарски шампионат во сезоната 2021-2022 по триумфот на Штип Угода 25-23, 25-21 и 25-15 во оваа директна пресметка за пласман во втората фаза 1. 15 поени за Методија Басарски, одличен надпревар за центарот на Лирија, 14 за стандардниот Јован Шапе. Драган Ченани имаше 8 поени, 4 Арбен Дуниша, 4 Асим Ферати, 3 поени за Соте Најдовски и 1 за Вулнет Ферати. Во редовите на Штип Угода 14 за Стефан Алексов, 9 за Стефан Санев, 8 поени освои Кристијан Ристовски, 4 Тошич, 3 Мираш Чиев, 1 поен за Кристијан Марков, а Ѓорѓи Крстовски беше најпродуктивниот среден блокер на Штип Угода со 4 поени. Гледано вкупно во тимската статистика 2 поена повеќе за Штип од напад, меѓутоа Лирија има 8 наспроти 6 блока, 5 аса наспроти 2 на противникот и помал број грешки, вкупно 16 за разлика од Штипјани кои што подарија 25 поени. Значи сами дадоа еден сет од овој надпревар во салата на училиштето Гоце Делчев во Тетово. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Ова е последната снимка од одбојкарските настани за 2021. Се надевам ќе продолжиме да ги пренесуваме средбите од февруари. Поздрав!